Македонските пари кои никогаш не беа пуштени, сепак беа отпечатени, а видете за колку се продаваат на светскиот пазар. Монетарното самостојување е процес на прецизирање на државниот суверенитет во областа на монетарните финансии, тука вклучувајќи и создавање на национална валута. Тоа се вршило во најголема тајност веднаш по прогласувањето на независноста и донесувањето на уставот на нашата земја. Прогласувањето се случило на 26 април 1992 година, кога првиот премиер на нашата држава, Никола Клюсев, од говорницата на парламентот ги презентирал првите пари. Името на македонскиот денар води потекло од римскиот збор денариус, збор изведен од дени, што значи по 10. Најпрвин, во 1991 година биле воведени вредносни бонови печатени во печатницата 11 октомври од Прилеп, тие требале да послужат како привремено платежно средство. На 29 април 1993 година, југословенските динари официјално престанале да важат како платежно средство во Македонија. Дизајнот на првата емисија на книжни пари било дело на графичкиот уметник Борче Николовски, а банкнотите носеле ликовни решенија од македонската историја. Под валутата на денарот е наречена дени и представува 100 дел од денарот. Но околу името на парите постојат повеќе приказни. Првата шпекулација излегла уште на 24 јануари 1991 година, кога од непознат автор дошол предлогот поен, според името на еден исчезнат народ што живеел на овие простори, Пеони, малку подоцна, Прилепската печатница, по своја иницијатива, отпечатила прототип на македонски пари статер, грчки назив под кој некои антички македонски владетели ковале пари. Предлогот случајно излегол во весник. Многу малку вакви банкноти со тоа име се отпечатени и веднаш повлечени. Ама сепак, некој успеал да зачува примерок и денес на светските пазари банкнота со името стартер, 20 статери, се продава дури за неверојатна сума од цели 5.000 евра.